Истрага против 6 лица поврзани со 5 тони марихуана кои беа пронајдени во Србија излегле од Македонија преку граничниот премин Табановце. Прво осомничен е сопственикот на скопската фирма Алфа Фарм Иван Драгник, кој заедно со неговиот партнер Предраг Брковиќ и со други неидентификувани лица организирале набавка на марихуана и нејзино повеќекратно транспортирање од земјава до Србија со товарни возила заради натамошна продажба. Драгник, кој беше уапсен во Србија, им дал насоки на своите вработени за пакување на сув цвет од канабис во вкупна количина од 8832 килограми, претходно набавен од фирма од Струмица. Брковиќ е притворен во земјава. Во период од околу 2 недели вработените спакувале над 200 кутии, пошто првоосомничениот им одобрил колективен одмор. На 13 јануари 2026 година, во пладневните часови, двајцата ортаци, едниот осомничен во Македонија, а другиот во Србија, организирале пренесување на поголема количина сув цвет од канабис со товарни и патнички возила од објектот на правното лице во Скопје до локација во атарот на Свети Николе. Првоосомничениот заедно со други неидентификувани лица организирал кутиите да бидат натоварени во возилата и во 2 наврати пренесени до наведената локација. Во исто време 5 мина осомничени во атарот на селото Сарамзалино на паркинг кај локалната црква извршиле претовар на царинета стока од товарно моторно возило со приклучно возило и супатиле на кај Свети Николе. Наместо лесна текстилна стока за домаќинство, во испразнетото товарно возило биле натоварени кутиите со сув цвет од канабис и од Свети Николе заминале кон граничниот премин Табановце и ја напуштиле државата. На 14 јануари 2026 година во 3 часот и 41 минута товарното моторно возило се исклучило од автопат и се упатило кон селото Конјух, каде заедно со други неидентификувани лица било извршено растоварање на кутиите со наркотична дрога марихуана во објект на правно лице од Крушевац, претходно обезбеден од осомничени лица за кои јавното обвинителство за организиран криминал на Република Србија води истражна постапка. 5 тони марихуана беа пронајдени на имот на Раде и Невојча Спасоевиќ, кои имале фирма за корнишони. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и премиерот Христијан Мицкоски, кои повеќе од 2 недели не потврдуваа дали марихуаната излегла од земјава, сега изјавија дека согласно договорот за One Stop системот влезот го контролираат српските полицајци. Не е прашање како марихуаната излегла од Македонија, туку како влегла во Србија. Но Мицкоски не ја исклучи можноста да имало асистенција од македонските службеници. По плената во Србија во скопската Алфа Фарм беа одземени над 9 тони марихуана, а во 2 фирми од струмичкиот регион, CBD Медплант и Лайф Плант, околу 30 тони.